Пази. Мерките како основа се направени врз анализите кои што биле правени подолг временски период назад во државата, а пред се како искуство од тоа што го имаме во имплементирање на претходните програми во оваа држава. Само да подсетам, можеме да се вратиме назад уште да речеме така на тајванската програма која што беше пред 15 на 20 години во нашата држава, каде што имавме поддршка на индустријата врз база на инвестициони програми. За жал, можеме денеска да констатираме дека таа не беше баш успешна, заради тоа што средствата се потрошија, тие никогаш не се вратија, до ден денеска граѓаните ги враќаат, а исто така не се направија ни проектите. Вториот дел или втората некаква поддршка беше поддршката која што имавме досега, која што имавте прилика сите вие да ја слушнете деновиве. Ние немаме амбиција денеска на оваа средба да ја таа критикуваме, напротив, јас ценам дека сите странски инвестиции во Македонија се добродојдени и добро е што се случиле, меѓутоа ние имаме само намера да видиме дали со таква сума на потрошени пари можеме да направиме поголем ефект врз вкупната економија во државата. И ако приметувате, јас цело време употребувам збор економијата во државата без да ги делам на странски и домашни инвеститори. И значи основниот критериум на сето тоа ќе биде дека сите компании кои што дошле да работат во Македонија се македонски компании, а само сопствениците нивни може да бидат со странско државјанство или со македонско државјанство. Ние сите тие ги третираме како македонски компании и тоа така треба да биде понатаму, така е моето разбирање и разбирањето во владата за таа проблематика. Секако сите мерки ќе бидат насочени према компаниите кои што делуваат во Република Македонија и во технолошките индустријски развојни зони, но и надвор од нив, но ќе дојдеме една по една мерка поред ќе ги кажуваме. Она што сакав само да се вратам е дека сите знаете и ја видовте анализата дека се потрошени околу 225 милиона евро, од тоа 130 милиона евра се потрошени за промотивни активности, а останатите пари, околу 26 милиона евра се директна државна помош за компаниите, а околу 60 милиона евра се даночни ослободувања, со кои што практично и немаме проблем, бидејќи ако тие компании не дошле во Република Македонија, нормално тие даноци не можеле да бидат собрани. Што се однесува до директната државна помош, таа, повторно ќе кажам, не цениме дека е целата лошо потрошена. Тука имаме проблем само со дискреционите права и критериумите за трошење на тие средства, односно ние како влада и јас како потпредседател на влада сакаме да се откажеме од дискреционото право да преговараме со инвеститорите и да ние одлучуваме на кој инвеститор што ќе му доделуваме, него сакаме да има јасни и чисти критериуми кои што секој ќе знае уште у старт, унапред, на што може да рачуна во државата како поддршка. Но сега предлагам да поминеме преку мерките и јас би побарал на мониторите само да го пуштат диаграмот. Ви благодарам. Значи, мислам дека нема потреба да ги вртите сите слайдови, заради тоа што и онака се бројките ситни и буквите, па нема потреба да се читаат, јас тие ќе ги објаснам, а вие сите ги добивте материјалите пред овој настан, така да имавте прилика да ги погледнете. Јас ќе поминам преку мерките, а ќе гледаме оваа шема. Со оглед на тоа дека сум ја инженер, подобро вака разбирам него текст. Значи, гледате мерките се у принцип, значи, три групи на мерки. Првите мерки се мерки кои што се однесуваат, значи, за општ економски развој или така наречени мерки за нови гринфилд инвестиции и изголемување на конкурентноста на економските субјекти. И тука има 4 подмерки. Првата подмерка е за гринфилд и браунфилд инвестиции, втората мерка е за таргетирани инвестиции, третата мерка е за поддршка на постојни компании, четвртата мерка е за поддршка на компании формирани по стечај или ликвидација. Тоа е, значи, првата група, па ќе ги објасниме секој од нив поединечно. Втората група е мерки кои што треба да го поддржат извозот, односно за извозно ориентираните компании. Овие мерки се практично детерминирани за зголемување на извозот во Република Македонија. Ние очекуваме да го зголемиме бруто домашниот производ. Во моментот учеството на извозот во бруто домашниот производ е измеѓу 50 и 53%.
Ако сакаме да имаме сериозен импакт, значи да имаме сериозно зголемување на бруто домашниот производ, ние треба да го сериозно зголемиме извозот и тој треба да дојде до некои 65 или 70% во учеството на бруто домашниот производ, ако сакаме да имаме сериозен импакт. За да тоа се случи, ние мораме извозот да го поддржиме. Ние сме мала држава, мал пазар, секое стопанство кое што ќе биде насочено само кон домашниот пазар, ако станува збор за индустрија или индустријски капацитети, во најголем дел е осудено на пропаст, бидејќи пазарот е малечок, затоа ни сите мали земји се нели во состојба да ако сакаат да развиваат индустрија, тие индустрии мораат да бидат извозно ориентирани, па се обидуваме преку оваа мерка да ја зголемиме конкурентноста на македонските компании на меѓународниот пазар и нивниот капацитет да бидат конкурентни, значи на меѓународниот пазар. И третата мерка е мерка за поддршка на мали и средни предпријатија. Практично првата и втората група на мерки можат да ја користат и малите и средни предпријатија, додека третата мерка е насочена само за мали и средни предпријатија, за да го потенцираме нивното значење. Она што сакам да го кажам е дека, како што гледате, мерките одат малце по-длабоко кон сите субјекти во државата, но пред да почнам да ги образложувам, значи мерките, сакам да кажам кои ќе бидат критериумите за да може да се користат овие мерки. Критериумите ќе бидат два основни критериуми кои ќе мора да бидат задоволени за користење на било која од мерките кои што покасно ќе ги елаборирам. Значи, првиот критериум е да компанијата која што ќе аплицира за мерки, за било која од мерките, треба да има зголемување на своите приходи. Како? Значи, мерките ќе може да се аплицираат после предавањето на даночните апликации во Управа за јавни приходи. Значи, за 2017 година тоа треба да се направи до крајот на февруар 2018 година, што значи ќе можат од 1 март веќе да аплицираат. За најголем дел од мерките, има некои кои што ќе можат и порано, ќе ги потенцираме покасно. И што треба да се покаже? Треба да се покаже дека во 2017 година е зголемен приходот на компанијата во споредба со просекот од претходните 3 години. Значи, претходните 3 години се 16, 15 и 14. Па, значи, ако во 2017 година има зголемен приход, во споредба со просекот од претходните 3 години, тогаш тоа е првиот критериум за да се учествува за било која од мерките. И вториот критериум за да се учествува во било која од мерките е да нема намалување на бројот на вработени повторно во таа година во споредба со претходните 3 години, нели, Агенцијата за вработување издава потврда во која што кажува колку е просечниот број на вработени во текот на годината и колку била секоја година. Така да тие два критериума морат да бидат исполнети за секоја компанија. Целта е да мерките бидат насочени према компаниите кои што обезбедуваат пораст и со нивното растење, значи да се поддржат здравите компании, конкурентните компании, компаниите кои што се потентни на пазарот и кои што можат да обезбедат раст во Македонија. Цениме дека помагањето на компаниите кои што се со потешкоти, ликвидација, стечај и вадење практично помагање на загубари едноставно станува проблем и некако праксата досега покажала дека тоа е чисто фрлање на пари од даночните обврзници во Република Македонија. Значи, целта е да се поддржат здравите фирми, да тие станат уште поздрави и поконкурентни и да можат да бидат појаки учесници на меѓународниот пазар. Ке тргнам по ред, значи, од мерките за нови гринфилд инвестиции, зголемување на конкурентноста на економските субјекти. Јас ке се обидам да зборувам брзо, за да повеќе оставам простор за дебата. Тука ќе одам веднаш на првата мерка, гринфилд и браунфилд инвестиции, и го имате, значи, понатаму, тоа ви е мерката во вашите материјали 1.1. И тука имате 4 подмерки, да речеме. Првите две се насочени за сите компании. Значи, било која компанија која што сака да направи гринфилд инвестиција, значи нова хала со други зборови, без разлика дали тоа ќе биде нова компанија или ќе биде компанија во рамките на веќе постојна компанија, например, еве Витаминка Прилеп ја гледам тука пред мене, значи сака да изгради нова хала комплетно и во кругот на Витаминка, значи во кругот на постојната фабрика, и тоа е гринфилд инвестиција. И не само во технолошко-индустријските развојни зони, значи све што е нова
гринфилд инвестиција, значи све што се прави од ливада, без разлика на кој дел од територијата на Република Македонија се наоѓа. Минималната финансиска поддршка изнесува 10% од платата, почнувајќи од плата во висина 50% над минималната гарантирана плата во Република Македонија. Значи, предходно во програмите имало поддршка за креирање на работни места. Меѓутоа, компаниите во предходната програма, она што до сега важеше, и јас имав прилика да го видам, а сега можат нели сите да го видат, имало за креирање на работно место помеѓу 1000 евра по креирано работно место до 11.000 евра по креирано работно место, меѓутоа без никаков критериум. Ние викаме да, ќе поддржиме, но тоа мора да биде поврзано со плата. Не е логично да вие субвенционирате некого со 11.000 евра за креирано работно место, а тој понатаму да дава плата од 200 евра. А тоа е управо случај. Не сакам да именувам компании, значи сакам само да ви кажам конкретни случаи. Сакавме да избегнеме таа ситуација и затоа викаме, ако дадете во случајов минималната плата во Македонија е 12.000 денара, 50% над тоа е 18.000 денара, ако дадете плата од 18.000 денара, во тој случај ќе бидете помогнати од држаната, односно ќе ви бидат вратени назад, значи 1800 денара по плата. И понатаму за секој 10% над минималната плата, дополнителни 2% и до максимални 16%. Значи сакаме да стимулираме да тие ново креирани работни места добиваат колку што може повисоки плати, при тоа не сакаме да претераме, да направиме нелојална конкуренција на пазарот, но ова важи за сите. Значи, буквално за сите, ќе видите покасно дека важи и за сите компании кои што постојано работат и сега работат, а при тоа не прават гринфилд или браунфилд. Значи, ова е сега за тие, ќе видиме дека истата мерка ќе се повтори покасно. Кој е критериумот? Критериумот е да морате покрај нели да ги задоволите оние два основни критериума. Ако не ги задоволите тие два основни критериума, ниедна мерка не важи. Критериумот е да вие морате 80% од вашите нововработени во таа година да бидат превземени или од Агенцијата за вработување, минимум 3 месеца да биле без работа, или да ги превземете директно од образовниот процес, односно да бидат штотуку завршени. Што сакаме со тоа да постигнеме? Сакаме да постигнеме да не ги сега со оваа мерка вработуваме веќе вработените. Бидејќи ако направите анализа од тие во нели досега субвенционираните 25 компании кои се вработени во нив, вие ќе видите уствари дека се вработени веќе вработените во 60% од случаите и само 40% се превземени луѓе од Агенцијата за вработување. Значи тоа беше едно елдорадо како да се преземат стручните кадри од веќе постојните компании. Тоа не е коректно, затоа што од една страна они се ослободени од персонални даноци, а од друга страна плюс имаат и субвенции за креирање на работно место, а ги превземаат вработените од компаниите кои што вложиле во нивното едуцирање, односно стварање на тие кадри. За да тоа се спречи е ставено ова лимитирање. Или со други зборови, пластично да кажам, ако сте вие компанија која што запослила 100 вработени, треба 80 од тие 100 да бидат или превземени од Агенцијата за вработување, а пред тоа да биле 3 месеца без работа, или да бидат превземени директно од образовниот процес и во тој случај вие ја добивате нели субвенцијата по оваа мерка. Мерката ќе ја добивате 5 години, а имате обврска 10 години да ги задржите не тие вработени, бројот на вработени да ги задржите. Бидејќи тие вработени можеби ќе си најдат и подобро вработување и така натаму, да го задржите бројот на вработени. Втората мерка е специализирана и направена за младите, ајде јас да ги речам, високо образовани кадри кои што се заминуваат од државата. Тие се заминуваат бидејќи не можат да видат своја екзистенција со мали лични приходи во државата и затоа викаме дека државата ќе помогне повеќе, значи 20% од нето платата, значи цело време зборувам за од нето платата, така? Значи доколку работодавачот даде висина на плата над 2 просечни плати. Значи, ако просечната плата во Македонија е сега околу 23.000 денара, треба да даде плата од 46.000 денара и при тоа државата нели ќе му врати назад 9.200 денари. Што сакаме да постигнеме? Сакаме да постигнеме да и понатаму работодавачите ги кошта отприлика просечно колку сега даваат за високо образован кадар, ама при тоа да младите луѓе, а овдека може да бидат и повозрастни, нема тука години нели возрастно ограничување,
Значи, да тие бидат стимулирани дека ќе се видат иднина во оваа држава и оваа мерка исто така важи за 5 години, а со обврска 10 години да се задржи, односно не се намалува бројот на вработени. При тоа, значи, повторно е ограничувањето 80% од нив да бидат нели или од бирото, значи од агенцијата за вработување или директно од образовниот процес. Ова е дизајнирано специјално за високо квалификуваните и високо образованите млади кадри во државава, да ги стимулираме компаниите да ги превземат, да им дадат поголема плата и тие луѓе да си го видат животот и иднината во Македонија. Следните две мерки се само за странските директни инвестиции. Значи, тоа е мерка, викаме, за набавка на 10% од производните инпути од домашните фирми над просек од последните 3 години, финансиската поддршка ќе изнесува 1% од вредноста на набавките и за секои дополнителни 10% набавени инпути од домашните предпријатија, финансиската поддршка ќе се зголемува за 2%, значи прогресивно. Што сакаме да постигнеме? Ако ја направите анализата колку постојните странски директни инвестиции во Македонија соработуваат со македонското стопанство, бројките се поразителни, помалку од 1%. При тоа не можеме да ја бараме вината само на страната на странските инвеститори, мораме да ја бараме вината и на страната на домашното производство. Меѓутоа, пак од друга страна, бидејќи странските инвеститори во главно се дел од големи корпорации кои што веќе си имаат интернационални добавувачи, тие уопште и не се посветени да бараат домашни добавувачи, бидејќи нив им е интересно, нели, да ги искористат практично можностите кои што ги даваше до сегашната програма во делот на даноците и во делот на работната рака и поддршката во тој дел. Затоа ценевме дека е добро да креираме една мерка која што ќе ги стимулира нив да потрошат дел од своето време, да потрошат дел од своите капацитети, бидејќи, знаете, за да вие најдете нов добавувач, за вас е ризичен процес како менаџер. Затоа што вие сега си имате една стабилна ситуација, сега треба да експериментирате со некој нов и за да експериментирате треба потрошите време, да го учите како тоа, кој квалитет вие го барате, да му кажувате кои норми ги барате и така натаму, а тоа е за вас процес кој што, ако ништо повеќе, ве кошта време. И сега мораме да ве стимулираме, и тоа е целта, да ги стимулираме ако го потрошат тоа време и ако бидат посветени во процесот на креирање на домашни добавувачи, дека ќе бидат на некој начин наградени. И сега пластично да објаснам меркава, оти тука има многу проценти од тоа, значи пластично е ако некој странски инвеститор прави набавки од 100 милиона евра во државата и ако успее да најде 10 милиона евра набавки од домашни добавувачи, при тоа не се рачунаат комуналните, например, струја или вода, или тоа нема он и онака од каде да го купи, мора да го купи локално, нели? Зборуваме за останатите компоненти во производството или репроматеријали, или суровини, или готови делови, без разлика на што и да е. Значи, во тој случај, тој значи, ако успее да купи 10% или 10 милиона евра, ќе биде поддржан со 1% од скупните набавки. 1% од скупните набавки е 1 милион. Значи, сериозна е поддршката и сериозен е стимулот да се натераат да работат со домашни компании. Значи, повторно, таа финансиска поддршка ќе биде од година во година, а доколку таа година ја задоволил, ќе добие. Ако не ја задоволил, нема нормално да добие. И имаме уште една мерка која што е креирана специјално за странските директни инвестиции. Таа мерка е, значи, трансфер или формирање на развојни центри, оделенија за технолошки развој и истражувачки оделенија во фирмите кои ќе се формираат во Република Македонија. Значи, што е целта? Целта е да, освен производство, доколку можеме тука да пренесеме и дел од развојните оддели на тие компании. Еве, јас ќе го кажам како еден добар пример Ванхол, као добар инвеститор по мене во Македонија, у смисол на техника и технологија, не навлегувам во помошта и во средствата. Би било добро, ние сега моментално ги произведуваме во Македонија автобусите, би било добро да и развојното оделение на Ванхол, ако можеме да го стимулираме со ова, да инженери запосли, значи да дел од новите модели се цртаат во Македонија, се дизајнираат, се прават технолошки измени и тука финансиската поддршка е покривање на 20% од платите на директно вклучените, значи зборуваме за тие кои што ќе бидат во тие развојни центри, и 30% од вредноста на опремата која треба да се набави за да можат да тие развојни центри се формираат. Ако треба да се направи лабораторија,
сервери, компјутери, софтвери да се набават и така натаму, значи да направиме поддршка да се направат тие развојни центри. И тоа е таа точка 1.1, кои што се за Greenfield и Brownfield инвестиции, значи исто тоа важи, ако имате веќе готова хала земете и сакате да воспоставите ново производство во некоја од постојните хали. Втората мерка или 1.2, значи второто квадратче да речам во тој прв столб, се така наречени таргетирани инвестиции. Значи имавме доста критики дека има светски брендови кои што сакаат да дојдат и кои што нема да бидат задоволни од нашиве мерки, ама тие ќе бидат позадоволни од мерките така како што да речеме во соседните конкурентни земји им даваат и им нудат, нели тука мислам пред се на Бугарија, Србија, Романија, Хрватска и така натаму. Сега за да тоа не се случи, ние го направивме овој дел кај што викаме таргетирани инвестиции, но не може тоа да важи, значи да правите tailor-made мерки за било кого, него тоа може да биде само за компании кои што во својот дел на ревенју, значи на приходната страна, имаат повеќе од €1.000.000 на годишно ниво. Значи тоа се веќе сериозни компании, ако има повеќе од €1.000.000, да, тоа е сериозен инвеститор и ќе седнеме со него, значи ако треба да разговараме и да правиме tailor-made мерки, но при тоа повторно транспарентно ќе ги објавиме. Ќе пробаме да биде внатре нели во оваа структура, али ако треба нешто малце да се измени, ќе бидеме толерантни, но не за било која компанија, не за компанија која што нема корен, која што нема јасен сопственик, него само за интернационални компании кои што имаат над $1.000.000 годишно. Ова е веројатно интересна следната трета мерка, тоа е поддршка на постојни компании. За постојните компании важи општото правило. Значи мерките, првите мерки од првата мерка, значи за зголемување на број на вработени, значи за креирање на работни места и за креирање на да кажеме повисоко платени работни места, важи за било која компанија. Значи ако сте вие компанија која што расте, ги исполнува првите два основни критериуми и при тоа, значи во оваа година сте запослиле нови вработени, да и вие ќе бидете поддржани. Зошто? За да не се случи, значи да направиме една рамноправност на пазарот на трудот, да сите кои што запослуваат, сите да можат да ги користат истите мерки. Или пластично кажано, вие сте компанија која што имате 100 вработени, просечно во 2016, 15 и 14 година, во 2017 година сте запослили уште 10, значи сега имате 110 вработени. Тие 10, 8 најмалце од нив се превземени директно од Агенцијата за вработување или од образовниот систем. За сите 10 ќе добиете поддршка, нели 10% од нивната нето плата, ако дадете плата над 18.000 денара, а најмногу до 16% од висината на таа плата. И втората мерка, нели исто така важи за нели над 2 просечни плати за високо образованите кадри или за кадрите кои што би имале повисоки плати. Значи, имаме уште една дополнителна мерка на овие две мерки. Таа дополнителна мерка е поврат на инвестиции направени во претходната година во висина од 10%. Значи, секоја компанија која што расте во своите приходи и секоја компанија која што расте во бројот на вработени, ќе може да побара 10% од направените инвестиции од претходната година. При тоа инвестиции ќе биде дефинирано, значи што се подразбира, хали и машини, значи технологија и градење на хали. Зошто? Ги стимулираме сите стопанственици, поготово тие што растат, тие за да пораснат, тие инвестирале во некаква технологија, инвестирале во нешто што се вика опрема или нови хали, па еве ќе им помогнеме, значи до година повторно нека инвестираат, значи да не ги вадат парите во облик на дивиденти, него нека ги реинвестираат во процесот. Значи, сите мерки се направени како компаниите да се тераат да влезат во нови инвестициони циклуси. И имаме мерка 1.4 во овој прв столб, тоа е специјализирано за фирми кои што се во стечај или ликвидација. Значи, ако имате компанија која што западнала во стечај или ликвидација, вообичаено нели банките се доверители во тој случај, тие преку извршна постапка компанијата ја продале на некој инвеститор. Инвеститорот ќе може да побара 10% од средствата што ги потрошил за купување на компанијата од извршител, да ги поврати назад, но само после воспоставувањето на производството во
дејноста за која што ја купил компанијата. Па, еве, на пример, иако тоа не може сега да се случи, емо веќе, да речеме, поделено на разни начини, тоа е друга приказка која што сега не сакам да го оптеретувам овој собир, значи, али ќе го дадам као хипотетичен пример, ако емо Охрид бил во стечај, Комерцијална банка располагала со капиталот на емо Охрид, Комерцијална банка хипотетично го продала на инвеститор што сака да прави понатаму трансформатори и тој инвеститор потрошил 4 милиона евра за да ги купи тие хали и опрема, може да побара 400.000 евра надвор, но откако ќе го воспостави производниот процес повторно да произведува трансформатори, не пред тоа, и значи да заврши таа. И оваа мерка може да се аплицира, значи, било кога и без оглед на завршна сметка. Имаме после мерки за поддршка на извозот. Тие мерки углавно се сведуваат на една мерка, која што е во согласност со Светската трговска организација, и тука ќе биде малце покомплицирано кажано, ама јас ќе ја објаснам пластично, па мислам дека ќе сватиме сите дека не е така комплицирано. Вика, фирмите кои ќе остварат годишен пораст на својот извоз за најмалку 5% повеќе од просекот од последните 3 години, ќе добиваат финансиска поддршка за покривање на 10% од директните дополнителни инвестициони трошови за остварување на тој пораст. Помошта на оваа мерка не може да биде повисока за повеќе од 3% од зголемување на извозот. Па пластично, ако некоја компанија извезувала 100 милиона евра просечно во 16-та, 14-та и 15-та година и сега во 17-та година направила извоз од 110 милиона евра, значи она го зголемила 10%, значи тоа е над 5%, значи таа ќе може да побара да и се покријат 10% од директните инвестиции што ги направила, но не повеќе од 3% од зголемениот извоз. Значи она може би направила инвестиција од 10 милиона евра, па 10% на 10 милиона евра е милион евра, ама не може повеќе од 300.000 евра, бидејќи 3% од 10 милиона евра е 300.000 евра. Мислам дека е јасно, сите сме тука стопанственици и економисти, така да мислам дека може би звучи комплицирано, но не е многу комплицирано. Тука само има еден додаток, а тоа е дека доколку доминантниот извоз е во земјите од West Balkan 6, значи во регионот, тогаш таа мерка може да оди до 20% од инвестициите. Зошто? Затоа што сакаме да покажеме дека сакаме поголема соработка со регионот, значи и дека форсираме да се направи една регионална соработка, што е практично и препорака од Европска унија и од сите практично настани кои што ги имаме, вклучително и Берлинскиот процес и последниот самит во Трст. И ова е главната мерка за поддршка на извозот. Значи, ние што викаме? Викаме, ве правиме, со други зборови кратко речено, преку повратот на инвестициите, ве правиме 3% поконкурентни на странските пазари. Проблемот на македонскиот извоз е не е доволно конкурентен некогаш на странските пазари. Еве, бидете 3% поконкурентни. Значи, работете со 0, 3% државата ќе помогне, бидете поконкурентни, ама немојте тие пари да ги ставате во джеп, враќајте ги преку инвестициите, односно ќе ви бидат, бидејќи вие за да растете извоз, се разбира, мора да инвестирате во технологија, машини, хали и така натаму. Значи, тука, како што гледате, нема давање никаде директни пари, ако нема нови инвестиции. И понатаму имаме као втора мерка финансиска поддршка, кој што е за освојување на нови пазари. Фирмите ќе добиваат финансиски средства за покривање на 20% од трошоците, за настапи на саеми, B2B средби, значи вие морате да бидете активни, агресивни низ светот и тука значи има, да не ги читам нели сите начини на кои што се освајаат странски пазари, значи државата ќе ви биде 20% партнер кога ќе излезете надвор и сакате да освојувате странски пазар, да отворите представништво, да пратите своји представници таму, да правите било каква кампања надвор од Македонија и така натаму. Значи, нема државата да ви ги прави кампањите, значи не е цел и задача државата да прави кампањи на фирми. Државата има задача да ги поддржува фирмите да прават кампањи. Секоја фирма најдобро си знае како ќе си прави кампања, а ние ќе ги поддржиме во тој дел.
И тука имаме уште еден сет на мерки кои што се однесуваат значи на Македонската банка за поддршка на развојот, која што и дадовме задача во рок од 3 месеца да направи значи мерки. За жал не можеме од буџет да издвоиме средства да таа банка ја докапитализираме значително во овој момент. Тоа полека со тек на време ќе направиме една програма по години како ќе ја докапитализираме, за да може таа да биде помоќна, да може да го поддржува развојот во Македонија и како што и е името, нели? Но во прв момент ќе можеме да воведеме малце посилни механизми за осигурување на наплатата на извозот. Тоа е многу битно. Значи во тој случај на компаниите ќе бидат малце похрабри да извезуваат, бидејќи ќе бидат сигурни дека наплатата ќе им биде осигурана, нели? Значи на некој начин државата учествува малце во ризикот на наплата на странските пазари. Нормално тоа мора да биде со градење на капацитетот на Македонската банка за поддршка на развојот. Значи они и во моментов ја имаат таа мерка, но ако видите колку е таа искористена, ќе видите дека многу малце е искористена, заради тоа што банката сама по себе нема капацитет да осигура, углавно треба да реосигура, а не да осигура, и да направи истражување на пазарите странски, да види со кои фирми, значи фирмата X од Македонија соработува со фирма Y од било која земја и фирмата X сака да го осигура својот извоз, односно на платата. Нормално треба некој да направи истражување на фирмата Y во некоја земја и да нели го процени ризикот, а тоа уствари треба да го прават реосигурителните компании. Тоа е значи вториот столб, и третиот столб мерки за поддршка на мали и средни предпријатија, и тука има еден цел сет на мерки. Јас не би сакал да ги сите читам, вие го имате материјалот пред вас, но тука се однесува нели на поддршка на мали и средни предпријатија со тенденција за брз пораст, газели, понатаму поддршка финансиска за мали и средни предпријатија. Во главно мали и средни предпријатија се поддржуваат, јас би рекол со една реченица, како да застанат на нозе. Значи, она што нив им треба. Значи, помош технолошка, помош техничка, помош при добивање на сертификати, при купување на софтвери, при опремување компјутерско, при правење на инфраструктура. Па да речеме за текстилните индустрии, тука има за креирање на нови модни колекции, за организирање на модни ревии, значи се она што им треба за да тие застанат на нозе, но овие предпријатија, мали и средни, овие мерки се специјално креирани за нив. Може да нели биде коментарот, па тука за нив пари и нема многу за опрема, не, напротив, тие можат нели да ги користат мерките од претходните два столба. Па сега како ова програма би изгледала? Значи како на крај би изгледало аплицирањето? Она што на почеток не го кажав, а веројатно требаше, ќе го кажам на крај сега, тоа е дека овие мерки за овие мерки не може да аплицираат компаниите кои што на некој начин се веќе поддржани со некои мерки во државата. Па така, не може да аплицираат компаниите кои што веќе имаат државна помош. Зборуваме за овие компании кои што до сега 25. Значи тие веќе имаат договор за државна помош и тој ќе биде испочитуван до крај, но кога ќе им заврши периодот од 10 години, тие може да се приклучат на оваа програма и со тоа ние да обезбедиме дека тие ќе бидат заинтересирани да останат во државата и да продолжат да работат, ако растат, нели, ако зголемуваат приход и така натаму. И не се во оваа програма опфатени сите дејности кои што вршат регулирана дејност, бидејќи кај регулираните дејности автоматски по дефиниција регулаторот им обезбедува значи придобивка. Сега зборувам за телекомуникационите компании, енергетските компании како што се Елем, Мепсо, Евана и така натаму, тие се регулирани дејности, не може да влезат во оваа програма. Не може да влезат во оваа програма компаниите кои што веќе користат субвенции на некој начин, на пример обновливите извори на енергија, тие користат фидинг тарифа, значи тие веќе на некој начин се субвенционирани, и нема да влезат во оваа програма компаниите кои што користат државни концесии, како што се на минерални суровини и на, не знам, топла вода и така натаму, бидејќи тие веќе на некој начин имаат пристап до државните богатства. Во оваа програма влегуваат компаниите кои што се на реалниот слободен пазар, на ниеден начин не поддржани друг од државата или користат било какви други национални ресурси.